Шо бе, пак треба емисија да водам? Дај бе, најдете си некој друг нека ви ја води. Видиш, шубо е времево, јас наместо на градска и Коце Кабана плажа да бидам, ќе ви седам овде и ќе ви водам емисии. Добро бе, добро, дај на брзинка да кажам што треба да кажам и да бегам. Може? Ајде. Вака, драги мои, А1 телевизија во текот на минатиот период ја третираше темата за појавата на трупање на повеќе функции кај едни исти лица, најчесто за советници во општините кои извршуваат и директорски функции и си земаат по 2 плати од буџетот. Новинарите се повикуваа на некој си таму закон за суди на интереси според кој овако демек не било дозволено. Глупости, глупости. Па дури и они од антикорупцијска им апелираа на одредени функционери да се откажат од една од функциите. Страшно, човече. Тие ќе им кажувале на нив да се откажат од функцијата и од парите. И уште и се повикува на законот. Па добро бе, луѓе. Еве, дури и така да вика законот. Шо дека? Па колку закони има што се донесени, а врска си немаат? И плюс, еве, ова нека остане меѓу мене и вас, ама овие луѓе се жртвуваат за доброто на државата и работат ко за 20 по 48/7, бидејќи нема кој друг да го работи тоа. Мислам дека не е најстрашно. Утре, други ден, имам пријатели во Црна Гора, кога луѓе не може да најдат луѓе за во влада, не да постават и директори, и советници, и пратеници, и заменици, и државни секретари. Значи, мала е земјата. Ете видиш, убаво си вика градоначалникот Талевски и не е баш најстрашно да се крши законот кога веќе немаме луѓе. Сега среќа што постојат вакви паметни и посветени патриоти од ВМРО, ДПМН и СДСМ кои морат да се жртвуваат за државата, да работат по 2 работи и да се имаат по 2 плати. Кутрите тие патриоти изморени. Аха. Стварно? Па зарем немаат срам бе тие? Па како можеле да го направат тоа? И добро е сега, како треба јас тоа да му го соопштам на градоначалникот Талевски? Абе, добро, ама мислам дека ќе го натажиме и разочараме човекот. Почитуван господине Талевски, мене ми е ептен незгодно и жално што морам токму јас да бидам тој што ќе ви го каже ова, ама да седневте да не ви дојде ко преголем шок информација па да ви се слоши. И така, фино сместете се во фотелјата, сега да ви ја кажам информацијава. Само што ме известија дека во ВМРО ДПМН решиле и им наредиле на функционериве со по 2 функции и по 2 плати да се откажат од едната, откако разбрале, и овие од СДСМ им го рекле истото на своите функционери. Знам колку е апсурдно и глупаво тоа што го направиле во услови кога нема доволно луѓе за да ги извршуваат функциите во нашата мала земја. Но немојте да се секирате, еве, јас ќе се погрижам за опстанокот на државава и веднаш по завршувањето на емисијава ќе одам да регистрирам фирма која ќе се вика Јофе Доел Експорт Импорт и преку која ќе увезувам луѓе кои ќе работат како директори, советници, градоначалници, пратеници, министри, премиери и со која ќе го решам проблемот со недостигот на луѓе во државава. Благодарницата за овој патриотски гест ќе ве молам да ми ја пратите на адресата на А1 телевизија.